Денеска е 28 октомври 2018 година. Низ филмот беа прикажани сведоштва, но и настани од почетоците на навивачката група Војводи па се до денес. Пораката со филмот дека ова е долгогодишна традиција, 30 години, сакам да го честитам роденденот на навивачката група на Војводи. Ова е еден голем јубилеј, златен јубилеј, се надевам дека и помладите генерации ќе продолжат постапките на нивните претходници. Многу е добро во филмот што се опфатени сите генерации од основањето на навивачката група до ден денеска, има опфатени многу аспекти. Тоа е движење, тоа е начин на живење, тоа е нешто што секој треба да го почувствува. Фала, супер. Поздрав. Минатата година ја прославивме 30 годишнината од постоењето на навивачката група Војводи. По тој повод дојдовме до идеја да изработиме документарен филм. Со филмот ги представуваме почетоците и формирањето на навивачката група Војводи, нашите активности низ годините, учество на спортски надпревари, како и нашиот придонес во голем број на културни и хуманитарни манифестации. Од друга страна, овој видеозапис представува и наследство за идните генерации, кои ќе ги подучува како се сака и бодри нашата гордост Тетекс, како и нашата татковина Република Македонија. Филмот беше промовиран во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Беа присутни повеќе генерации на навивачката група. Велат дека Војводи не се обични навивачи за кој дел од јавноста смета дека прават нереди на стадиони. Тие пред се сплотена група која помага и организира хуманитарни акции. Војводи Тетово не е само навивачка група, тоа е голема појава и во Македонија и во Тетово, и за државата, и за македонштината. Војводи Тетово има не се само навивачи, има академски граѓани, има бизнисмени, има менаџери, има во политиката луѓе, и во локалната, и во централната власт, и во поширок поим Војводи Тетово многу се значај и за Тетово и за Македонија. Навивачката група Војводи формирана во 1988 година, освен за фудбалскиот клуб Тетекс низ својата историја и сега, навива и за фудбалскиот клуб Љуботен, за кошаркарскиот клуб Тетекс, а не пропушта надпревар и на македонската репрезентација во било кој спорт.